Светот се менува, почитани гледачи. Ние не можеме да бидеме слепи на тоа што се случува околу нас и внатре во Република Македонија. Светот се менува, а ние се обидуваме да го замрзнеме времето. Ко Кирил Глигоров на времето, кога се распаѓаше СФР Југославија, а тој ја подготвуваше на платформа Глигоровци Избегоvić да ја спаси Југославија. Ние немаме таков луксус денес да бидеме слепи, да не ги следиме трендовите и да не гледаме што се случува околу нас и во светот. Например, господинот Макрон дојде на власт во Франција на пледојете или на бранот на одредена кампања и политика да не му се дозволи на Путин да може да ги лажира изборите во Франција, кој што го направил наводно во Америка со победата на Доналд Трамп. Целата структура на Сорос застана зад господинот Макрон. И што се случи на крајот? Пред 1 месец или пред 2 месеци господинот Макрон имаше средба со Путин, каде што како најголеми пријатели се договорија да градат заедничка Европа. Тоа ние треба да го гледаме, тоа ние треба да го следиме. Гледате која теза денес се развива, дека Зоран Заев ќе остане на чело на владата, се додека Република Македонија не стане членка на НАТО. Односно дека големите сили ќе го држат Заев на власт, се додека не станеме членка на НАТО. Тука се постава прашањето, ако некој го држи Заев на власт, додека не станеме членки на НАТО, тогаш кој се бори да го симни Заев од власт, за да не станеме членки на НАТО? Знаете, треба така логички си ги поставувате прашањето. Ако така логички си ги поставувате прашањето, самите ќе дојдете до логички одговори. Кога ќе дојдете до логички одговори, тога самите ќе може да се дефинирате својата вистина. Светот се менува. Тоа се обидам да до една поента тука кажам на масава. Светот се менува и ние треба да бидеме слепи, да бидеме глупи и да не гледаме дека тој свет се менува. Можеби не се менува со тоа темпо со кое ние сакаме, можеби не се менува со тоа темпо со кои биле нашите очекувања, но светот помалку се менува. Прави одредени чекори кон некоја подобра прераспределба на моќта, на силите, на малите народи и така натаму, колку да е тешко сега тоа да се види. Имате ли чувство дека светот се менува? Svijet se ubrzano mijenja. Svijet je nakon 1989. iz bipolarnog postao unipolaran, znači centar moći se potpuno preselio u Ameriku. Rusija do dolaska Putina na vlast je bila zapravo država u unutrašnjem kolapsu i rasulu. Međutim, nakon dolaska Putina je opet došlo do pojave bipolarnog svijeta, s tim da Rusija zagovara takozvani multipolarni svijet, što je velika razlika u odnosu na Ameriku. Međutim, ja osobno ne vidim Rusiju kao nekog našeg prijatelja ili saveznika. Znači, i Amerika. Znači, Amerika gleda svoj interes. Vidjeli ste na primjeru Kurda. Znači, vi vidite sve te Albance, oni se uzdaju u Ameriku ko spasitelja. Pa tako su se uzdali Kurdi u Ameriku ko spasitelja. Evo, danas jesu, sutra nisu, kaže Kurdi, bye bye. Znači da je da Amerika ne vidi više svoj interes sa Albancima, oni bi sutra njima rekli Albanci doviđenja, kova šiša, snalazite se sami. Čime hoću reći Albancima, da se ne uzdaju u Ameriku, jer će ih Amerika izdati prvom prilikom kao i Kurde kad procijene da to više nije u njihovom interesu. Amerika nije intervenirala na Kosovu zato jer Amerika voli Albance. To je bila geopolitička igra čiji je cilj bio širenje američkog utjecaja. Naravno, Albanci će sebe htjeti uvjeravati, ne, mi smo Trumpu važni ili Americi ili Hillary Clinton ili kome već. Međutim, nažalost, kao što Albanci nisu važni Americi, tako ni ja nisam važan Rusima. Jednostavno, i Rusi i Amerikanci donosit će odluke ovisno o tome kako mu u jednom trenutku paše ili ne paše. To vam je sva istina.